Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ова ќе биде еден мал увид на нешто што ќе се произнесеме вечерва со докази и аргументи како продолжение на братот Ибра за случувањата во Македонија, кои што тесно се поврзани со вистината за Јудеја права, вистината за Исус, нели библискиот. А јас само накратко ќе ве очекувам вечерва во што поголем број во 20:00 часот да распалиме за Македонија, да распалиме за македонските цареви на царевите и кралеви на кралевите, да распалиме за сите оние кои што се злосторници во стилот на Шчипион, африканецот, каде што конечно мораме македонците да се разбудиме и да не користиме вакви имења на убијци, на уништувачи на Македонија, посебно древниот град Тесалоника, каде што во близина нејзина имаме утврдувања, имаме докази и аргументи за Светогорскиот залив, дека е поврзан со Исарот. Имаме докази и аргументи дека Исарот е поврзан и со Ксерсковиот канал, али тоа во некое друго време. Сега само еден мал увод за историските случувања кои што се поврзани со Македонија, од она што Ватикан ни го представува за лице со титула Просветлен Исус. А ваше македонци мои понатаму дали да љубоморите на Владо Павлов, ваше и дали понатаму треба да ви е криво што Исус библискиот е македонец, да се лутите, да се нервирате, изгледа убаво ви е некој пинг-понг во стилот на Ватикан да се игра со вас и да ве манипулираат со одредени работи кои што и те како историјата не ги поврзала. Случувањата според Владо Павлов со Исус се во денешен Штип и денешно Кочани и цела денешна Македонија. Едно што треба да работиме и едно што треба да дадеме подршка на Ибра и на Владо Павлов е тоа што мораме да воскреснеме Матеја. И Матеја е најстарото име на Македонија и многу убаво стои дека е древен град, а и дека Бела, престолнината на македонските цареви, е древен град во Македонија кој што се наоѓа во областа Ематеја, што Филип II Македонски го избрал за престолнина. Александар Македонски се родил во ова престолнина Бела од областа Ематеја, Ематеја област во древна Паонија. Нема Јасонија, каде што денеска ни е представена Пела од Бела на латински. Има Паонија. Или, поточно, Ематеја е област на територија на древната Агријанија, од каде што потекнува и самиот Александар и неговите 12 минаштитоносци, агријанци. А тоа е на територија на денешна Македонија. Е сега, дали Ватикан ја искористува Македонија како што денес сака да искористи повторно за владение и создавање на една светска влада и кронисување на антихрист ке зависи од вас.
а тоа значи дали ќе му дозволите на непријателот повторно да ве манипулира, повторно на сето оно што го правеле како Цинци Легија ди Рома, како Пета Римска Цинци Легија, кој учествува во библиското распетие, под капата на Август Октавијан и Сципион Африканецот, по кој што ние денес еден славен град во минатото го носи името Сципион. Мртната работа. Исто така, за друго што сакам да се поистоветаме тоа што најголемиот историчар кој што запишувал се и кој што му е дадено од Август Октавијан, после Плутарх, е Ливиус или Тит Ливиј. Тит Ливиј, македонци мои, е римски историчар од времето на Август Октавијан, кој што е роден 56 година пред нашата ера, а умира во 17 година од нашата ера. Историчар кој што точно се поклопува со Библијата и приказката околу ликот кој што имал титула Просветлениот. Историчар кој што живее во времето и кој што е соодветен извор да дојдеме до вистината со овие историски податоци. Тој во една од декадите, каде што го носат името декади на една историја на Рим, од 140 глави, запишува време кое што се поистоветува точно со библиското распетие. Запишува, го преместува кралскиот дворец на Пела од еден вештачки созидени окружен остров што се наоѓал во мучуриштето и што бил блиску до градот. Наблюдуван оддалеку, островот изгледал дека е поврзан со градот. Меѓутоа всушност бил одделен од градот со една преместена река. Ова опишување од Тит Ливиј не му одговара на градот што се наоѓал помеѓу изворот наречен Пела или Бела и на горната површина кај често опишуваниот единствен столб. Затоа што површината е премногу далечена од мочуриштата, а 20 минути југоисточно од изворот на Бела, кај речето кај што денеска ни е представено во Грција и кој што е вештачко, за кое што се зборува, не можевме да го бараме. Затоа што и не можат да го пронајдат на територија на денешна Грција. И ова го пишува никој друг, освен патописецот Јохан Хан од 1858 година. Прусиец, испратен да ја тражи Бела, или подоцна од неговите докази, онаму кај што е барал, настанува фалсификатот за цел свет кој што денеска ни е познат под името Пела. Овој патописец бил прусијански правник кој за времето на кралот Отан во Грција служил во грчкото министерство за правосудство, а потоа преминал во австриската дипломатска служба и долго години бил австриски конзул во Јанина и во Сира. Ова доволно кажува за фалсификатите како ги правеше кралот Отан во Грција, прусиец, подпомогнат од овај патописец Јохан Хан, кој што точно се водел
со доказите од Тит Ливий, ама не и со вистинската бела која што не е на територија на денешна Грција, и затоа и тогаш кажал дека бил приморан одредувањето на македонскиот кралски дворец да им го препушти на други и да побрзаат понапред за колку што е можно поблиску. Затоа што она што го гледам од Тит Ливий во неговите декади и ова на терен не се израмнува. Но за него не се израмнувало, а додека за прусинскиот крал Отон најверојатно се израмнувало, па морало овде најблиску кај ричето кај селото Јаникој да се прави фалсификувана пела или бела, каде што битката за неа според Владо Павлов е библиското распетие. Уште еднаш, Тит Ливий живее, е роден во 56 година пред нашата ера, а умире на 17 година од нашата ера. 17 година е поврзана исто така со библискиот Исус. 14 година е поврзана со смртта на Август Октавијан и со доаѓањето на Исус на територија на денешна Македонија. Октавијан Август, роден 27 пред наша ера, умира 14 година од наша ера. Како што гледате, Август Октавијан можеме да го поистоветиме и историски со Библијата и со Исус. Ама треба да се држиме на факти и аргументи, каде што највлијателниот историчар од времето на Август Октавијан, а тој е Ливиус или Тит Ливий, никаде не пишува за лик со Исус. Ама пишува за син на Клеопатра VII, пишува за Цезар Емануел и пишува за уништувањето на Македонија од страна на Август Октавијан и Тиберий подоцна, пишува и за преместувањето на кралската престолнина од територија на денешна Македонија. Овие аргументи и докази историски се од највлијателната личност на Август Октавијан и на Тиберий, кој што живее 3 години после смртта на Август Октавијан, а тие 3 години се многу битни според Библијата за Јудеја и според библиското распетие. Така што најверојатно и Тит Ливий умира истата година кога е направено и библиското распетие, или истата година кога 17 година од нашата ера од Цинци легија ди Рома или Пета римска влашка легија и Македонија ставена на крст и распната на 4 дела. Ова историчар кој што живее во времето на Август и е највлијателен, и 3 години во времето на Тиберий кои се случуваат од суштинско значење 3 години на библискиот Исус, никаде не запишал лик под име Исус. Овие аргументи и докази денес македонецот не сака да ги прифати. Овие аргументи и докази денес македонецот сака да остане онака како што си играат пинг-понг со него Ватикан, да не смејуваат со нашиот македонски цар со некоја круна од трња, да ни го ставаат на крст со партали, да го прават дека од сиромашна фамилија, дека никој ништо не е, дека одел по вода како глисер, а се со една цел, ако денес се појави истиот тоа што нема да оди како глисер по Охридското езеро. Овие историски докази
од Македонија во Будимпешта, која што започна прва да одработува после Бранко Црвенковски и да го спрема Скопје 2014 во чест на 2000 години од смртта на најголемиот непријател на библискиот Исус или на Македонија, Август Октавијан, па дури тој воин на конј да ви го стави со ликот на Август Октавијан пред очите на сите вас, со помош на една организација која што е злосторничка, под капата на Минчо и Железара и неговиот близок соработник тогаш, затворен во акцијата Шпион, Мичо Крокодил. Така да, одлуката е ваша, македонци мои, дали ќе верувате на приказките или ќе верувате на доказите и аргументите. Ние имаме уште многу докази од овие декади, затоа што од 140 глави денеска се случувани само 35 глави во декади на една историја на Рим, каде што наша среќа е тоа што во овие 35 глави секаде се споменува Македонија. Затоа немојте да се срамувате од Македонија, немојте да плукате по Исус како македонец, затоа што владиката Петар и Враничковски, продавајќи ги старите икони со вистинскиот лик на Исус, денеска ви го донесува црномурестиот, персискиот со персиско брадиче и монголски очи. Ваша одлука на кого да верувате, ама едно да знаете, Антихрист е во Македонија. Живее, твори и сите служби работат за него. Затоа што одговорно тврдам и ќе докажам во иднина со помош на Божјата десница дека целото ово злосторничко дружување е под капата на Антихрист за се оно што се прави против Македонија, каде што до ден денес Ватикан се бори со лаги, манипулации и лажни гробови на нашиот великан да воскресне нешто како што тоа го направил и тогаш на темелите на Македонија. Уште еднаш, ваша е одлуката. Моето пред универзумот, пред Бог, пред сето она како вистина и правда го правам. И ќе повторам, се додека ова глава на мојот труп, ќе се борам за вистината и ќе докажам кој и зошто сакаше да го испрелja мојот образ, почнувајќи од Крсто Муковски, Кочански до чоколадцето во Скопје. Антихрист нема да воскресне во Македонија. Оно што го планираат за кронисување на истиот тој нема да биде успешно. Затоа што вистината за лагите на Ватикан, кој што стои позади случувањето на Антихрист во Македонија, во чија чест побегулята од Македонија, наводно Никола Груевски го градеше Скопје 2014, е 2000 години од смртта на најголемиот уништувач на Македонија, кој што уништил 70 града, запалил, протерал, убил, силувал, не знам што ли не. Тоа е вашиот воин на конј, кој што ви го наметна побегулята во Будимпешта, кој што се крие под капата на Сорос, затоа што нема разлика за Сорос помеѓу Заев, Никола Груевски и Орбан. Да живее Македонија, повторно со ова вистина и други детали и други докази во 20:00 часот со Владо Павлов се разбира и јас како Ибра ќе правам свој референдум. Ако овде до 20:00 часот нема да пишувам ништо, има преку 100 задоволни македонци, ќе ја зборуваме вистината. Ако не, ќе молчам и ќе оставам на Бог. Да живее Македонија, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов, без војнот на конј, Август Октавијан.